И сега доаѓаме до последното излагање на денешната во првата сесија. Доктор Драгица Поповска, која е исто така припадник на помладата генерација македонски научници, кои тај антрополог ние пишавме како историчар, меѓутоа може ли историчар антрополог да не биде историчар истовремено и етнолог. Ни доаѓа со една можна интересна тема Скопскиот земјотрес во 1963 година во меморијата и во јавниот простор на градот. Некои од нас на овој или на овој начин биле сведоци на таа трагедија, а еве сега доживува и едно антрополошко истражување и верувам дека ќе биде можно интересно. Мене ми беше интересно видите задоволство да прочитам текст. Благодарам. Четувам и јас најпрво би сакала да се заблагодарам на Македонски културен форум и на Алдо негов председател за поканата и оваа година да бидам дел од оваа манифестација. Пријатната атмосфера и пријателска атмосфера која што овдека ја создаваат домаќините на вистина допринесува гостите да се чувствуваат буквално како дома и јас искрено ви се заблагодарувам за тоа. Денешната тркалезна маса е насловена Македонскиот идентитет во Европскиот историски музеј, така што голем изборот на темите кои можат да се вклопат во овој наслов. Имајќи предвид дека оваа година има многу јубилеи од македонската историја, еден од нив е 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, така што одлучив во оваа прилика да посветам внимание на оваа тема, особено што Скопје е познат под синонимот град на меѓународната солидарност. Како што е познато, на 26 јули 1963 година во 5 часот и 17 минути Скопје го погодил силен земјотрес кој разојнал поголем дел од градот, а зад себе оставил човечки жртви, 1070 загинати и околу 3000 повредени лица. Оваа природна катастрофа го сменила дотогашниот изглед на градот, а на Скопјани им донала тага и страдање за претрпените загуби човечки и материјални. Разузнавањето на Скопје добило широка медиумска покриеност во светски рамки. Дейвид Байндер од New York Times, кој бил и прв новинар од странство кој посетил Скопје, веднаш по земјотресот разрушениот град го споредил со бомбардиран град. На страниците на Франсуа, пропратен со слика, се појавил наслов "Овој град веќе не постои". Во германскиот печат пак осамнале наслови "Македонскиот град по 6 потреси уинатина", потоа "Вањак на смртта" и така натаму. Грчките вестници за оваа катастрофа напишала: "Убавиот град Скопје лежи во рушение. Еден ужасен земјотрес го опустоши Скопје. Катастрофален земјотрес го сруши убавиот град на Вардар. И во белградска борба, која редовно известувала за земјотресот, се појавил наслов која бележал големата народна трагедија – бивши град Скопје. Во југословенскиот медиумски дискурс во првите денови се нотира акцентирање на самата катастрофа и трагедијата која таа ја предизвикала. Посебно внимание е посветено на времето кога се случил земјотресот, загубите на луѓе, уништените објекти, индивидуалните приказни и истекавање на настанот, а истовремено се следи и одгласот на земјотресот во светот. Но многу брзо, да кажам така, по првиот шок од трагедијата во обликувањето на колективната меморија поврзана со земјотресот, започнува општествено потенцирање на, условно речено, позитивните настани од деновите за време и околу земјотресот. Со други зборови, се прави обид за трансформација на трауматската меморија. Во јавната сфера започнува да се акцентира надежда за подобро утре и нормализирање на животот, или на поетот за нормализирање на животот. Една од точките која обезбедува промоцијата на оваа надеж во јавната сфера, сега се потребува да биде тоа нешто интересно, не она, бидејќи многу се има зборувано за земјотресот, најдов точки кои што ми се чини дека ќе бидат интересни да слушаат.
Една од точките која обезбедува промоцијата на оваа надеж по јавната сфера е раѓањето на децата веднаш по земјотресот. Партиското гласило Борба известува: во паркот пред клиничка болница, на едно плато, првиот плач, прво породување после катастрофата, фамилија од Булачани, името ќе му биде Треско, во знак на сеќавање за потресот. Во скуп на надписот е представено уштедно раѓање на дете, кое родителите го крстиле Среќко. Значи, преку имињата, вклопени во медиумската наративизација, децата родени веднаш по земјотресот стануваат условно речено жив спомен на катастрофата, но и символ на животот во градот. Интересно е дека имало и предлози женските деца кои се раѓале во шаторските населби кои тогаш постоеле, да го добијат името Шаторка, цитирам, за спомен на нивното раѓање во шатор. Познато е дека во Југославија постоела практика на создавање на кратки и соодветно римувани песни, кои вклучувале содржини поврзани со актуелни општествени и политички состојби. Вакви песни биле генерирани и во контекст на земјотресот. Така на свеченоста во Карпуш, која требала да го означи почетокот на изградбата на новиот град кај Вардарот, додека се подигнувал јарболот со државното знаме, присутните младинци, дојдени од цела Југославија, пееле: Скопје граде, ти не губи наде, долазат и савезна бригада. Изидот чему зграде од висине, да се види символом младина. Интересна за споменување и песната која младинците од Словеничката бригада, дојдени во Скопје да учествуваат во акцијата за расчистување на градот, ја пеела. Во неа се вели се словеничкиот, ќе се потрудам да биде добро. Братје, солзи од трите, страшни дни позабите, ново Скопје во лепше код преј, нас не унучи трплење, устаја ново живлење, хеј бригада за Скопје напреј. И за време на посетата на Тито и Никита Хрушчов на Скопје на 22 август 1963 година се пеело: Друже Тито, ми ти се кунема да ќе Скопје бити обновljeno. И градили смо пругото, нам nije доста, градit ćemo Скопје да буде ко Москва. Како што може да се види, лингвистичкиот производ во вид на песен се реализира како политичка порака која треба да постигне соодветен ефект за пошироката јавност. Начинот на кој медиумските наративи се артикулирани во просторот се во тесна врска со контекстот во кој земјотресот се случува, односно југословенската општествена сфера, но и меѓународните констелации во кои сето тоа бивнува. Од тука трагедијата е прикажана како заедничка несреќа на сите граѓани на Југословенската федерација и символ на човечката солидарност на светско ниво. Зборовите на Благо Попов, тогашен председател на градското собрание, се токму во таа насока. Тој вели: ние ќе претвориме нашата тага во напор да ги надминеме сите тешкоти кои ги создаде земјотресот. Ние не сме сами во нашата несреќа и во нашите напори. Сите братски републики на нашата социјалистичка земја дојдоа да ни помогнат. Сите земји во светот се со нас во овие тешки моменти. Меѓународната солидарност овде на рушевините на нашиот град покажува што таа може да значи не само на зборови, туку и на дела. Во околностите на студената војна, земјотресот успева во градот Скопје под наводници да ги обедини американците и русите, како протагонисти на двата политички блока. Со други зборови, она што на политиката не успеало, и успеало на трагедијата. Весникот Борба во дадениот контекст лиферува надпис со наслов Помирување на светот над Скопскиот аеродром, Боинг и Јушкин крило до крило. Во оваа смисла и Давид Бајндер во статијата за политика напишал: земјотресот ја става Македонија на картата на меѓународната свест на емпатичен начин која ниту еден политички потек не би можел да го оствари. Катастрофата и историскиот пресвет кој по неа се очекувало да дојде со изградба на ново, поубаво и посредно Скопје, освен во насловите на весниците, својот удар го имал и во културното и уметничкото творештво.
Именно по земјотресот биле создадени мелодии, проза, поезија, ликовни дела, скулптури и така натаму, кои представувале символички капитал кој се оставал на следните генерации. Димитар Кондовски, например, изработил слика наречена на 26 јули, посветена на земјотресот. За Скопскиот земјотрес постои песна Скопје 63-та од дуетот Никола Бадев и Васка Илиева. Потоа Ацо Шопов, Славко Јаневски, Гане Тодоровски, Анте Поповски и многу други го користеле земјотресот како инспирација за своите дела. Интересно за споменување е дека по земјотресот Васил Хаџиманов, познат македонски етномузиколог, собрал 180 тажалки, тажни песни низ Македонија, поврзани со катастрофата. Тажалките се пееле обично на погребите и вообичаено тоа биле женски ликови ги пееле, луѓе од народот, кои дури им се давала задачата да пеат тажалки на гробовите на мртвите, колку да знаете зашто станува збор. И дел од семените тажалки пуштил за време на меѓународен конгрес во Будимпешта, што предизвикало плачење на присутните во салата. Треба да се спомени и поддршката на Скопје кој доаѓала од уметниците и останатите експоненти на културата од меѓународната сцена. Во културната сфера творештвото се прецепирало како најблагородна форма за изразување на солидарноста на уметниците во давање на помош на Скопје. Земјотресот во Скопје свој удар си имал во градската топонимија, каде низ годините се создавале места на меморија. Уинатините на зградите кои ги предизвикал земјотресот биле символизација на прекинатиот живот. Уште пред да започне обновата на градот, кога се појавила потреба од создавање на споменик на жртвите од земјотресот, во кои ќе бидат погребани посмртните останки на скопските гробишта Бутел, бил поставен споменик која символизирал трагиката на настаните. Во описот на борба од 12 август 1963 година се вели. Ова воопшто не е познато и го нема воопшто во литературата, значи ја истражував борба во конкретниот период, баш за оваа прилика. Го направив истражувањето и податоци, бидејќи ние сега, како што го знаеме, споменикот бил сосема нешто друго таа првата година после. Мислам, уште истата година по земјотресот. Еве вака, во весникот Борба се вели 12 август 1963, значи неколку дена по земјотресот, 2 недели. Направени од извадени, срушени блокови на стамбените згради, во кои смртта во сон ги затекна повеќе од 1000 мажи, жени и деца. Една мирна плоча, натајачи си природна гомила бетон и делови на некогашните куќи, ја чува кратката вест за трагедијата. Во наредниот период овој меморијален комплекс го добива денешниот изглед. Иако во моментот на случувањето целиот град е практично жив споменик на уинатините и на жртвите, монументалната меморија која го канонизира општествениот наратив за земјотресот избира така наречени точки на кристализација. Во тоа време, еден од важните објекти во центарот на градот кои настрадале од земјотресот била старата железничка станица. Уште повеќе што на незината рушевина се наоѓал часовник, чии сказалки запреле на 5 часот и 17 минути времето кога се случил земјотресот. Времето е практично клучно за градење на сеќавањето на земјотресот, затоа што тоа не го одредува само датумот и часот кога настанот се случил, туку истовремено ја означува и новата фаза, почетокот на новата фаза од живењето на Скопје. На овој споменик на земјотресот подоцна била поставена и табла во 75-та година, каде биле изложени зборовите на Тито, кажани при посетата на градот еден ден по земјотресот. Патот и повторното раѓање на градот биле одбележани во 1964 година со поставување на споменикот Будење на влезот во градскиот парк. Овој споменик бил подарок на граѓаните на прилет за Скопје. Како дел од сеќавањето на земјотресот се и местата на меморија кои упатуваат на меѓународната солидарност. Така во 1964 година во населбата Тарталиче било подигнато спомен обележје од владата на Соединетите американски држави. Споменикот е подигнат во времето кога се поставувала така наречената мексичка населба, а целиот простор вклучувал и детско игралиште и парк. Споменикот бил символ на солидарноста и пријателството на двете земји, Југославија и Мексико. Многу подоцна, дури во 2003 година,
била откриена скулптурата Скопје 63-та во паркот спроти старата железничка станица, која асоцира мајка родилка на новиот живот во Скопје, кој во 2013 година е преместен на просторот помеѓу Мано и Вршаца. Покрај, исто така и тука да ја спомнам и последната скулптура поставена во градскиот парк истата година, 2013, тоа е скулптурата Шатор, подарок од двајца архитекти, која што е символ на некогашните шаторски населби во Скопје. Покрај спомено обележјата, сеќавањето на земјотресот е дефинирано низ бројни материјални манифестации во градот, што овозможува Скопје заслужено да го носи епитетот град на солидарноста. Именно голем дел од објектите изградени по земјотресот се подигнати благодарение на меѓународната поддршка во пари, градежни материјали, стручен кадар и така натаму. Тие сите се места во кои меморијата за Обен Арстан практично е отворена. Покрај визуелниот впечаток, овие градби имаат своја рефлексија и во секојдневната комуникација. Така, например, интегрален дел од секојдневието станала перцепцијата на Тафтарче како меѓународна населба на солидарноста, а во населбата Ѓурча Петров постои населено место Диксион по името на британската фабрика која ги дала челичните конструкции за изградба на монтажните објекти. Во оваа населба постои парк Диксион, па дури и фирма Диксион. Потоа имаме именувања шведски бараки, фински касарни, руски згради и така натаму ги циркулираат во секојдневната комуникација, кореспондираат со државите донатори и нивните називи. Треба да се споменат и јавните објекти, чии именување овозможува експресија и обликување на наративи по кои се препознаваат земјите кои учествувале во поддршката на Скопје во контекст на неговата изградба. Така поликлиниката во Карпош, отворена во 1965 година, изградена и опремена од германците, го добила името Букурешт, а меѓу населението е позната како румунска болница. Училиштето Јана Москоменски, донација на Чернословачка, е именувано по чешкиот образован еврејски водач. Потоа училиштето Георги Димитров, донација на Бугарија, постоела градинка и во Маđари која била именувана Копенхаген, во тоа време како знак на благодарност на Данскиот Црвен крст. Овде ќе го споменам и Музеот на современата уметност, кој е основан во почетокот на 1964 година во знак на сеќавање на меѓународната солидарност во врска со земјотресот. Зградата која е пуштена во употреба во 1970 година е изработена по идеен проект подарок од Полска за Скопје. Музеот е отворен како меѓународно уметничко средиште, каде што можат да се најдат делата на уметниците од цел свет кои како донации се испраќани во Скопје. Ова е интересно, исто го најдов по весниците, дека во општествената сфера постоеле барања, овој музеј да го добие името Музеј на солидарноста на ликовните уметници или само Музеј на солидарност. И на тој начин да се отдаде признание и благодарност не само на оние кои биле иницијатори на неговото создавање, туку и на оние кои учествувале во создавање на колекцијата. Сеќавањето на земјотресот во јавниот живот е пренесено и на таблите со имињата на улици, булевари, училишта, плоштади и така натаму, уште во 63-та година на комеморативната седница на град Скопје донесена била одлука за именување на еден од плоштадите во Ново Скопје со името 26 јули, Ден на солидарноста. Со 26 јули именувана била и една од струковните куќи во Скопје, ако се сеќавате. Потоа училиште во населбата Шутои издај, а истото име го носи и катна гаража која се наоѓа во централното градско подрачје во близина на музеј на град Скопје. Во 70-та голем број на улици добиле имиња кои одржувале меѓународната солидарност. Јас да не должам многу, јас само ќе ги спомнам: Анкарска, Багдадска, Будимпештанска, Букурешка, Варшавска, Вашингтонска, Виенска, Далечка, Кајерска, Копенхагенска и така натаму. Потоа, за да скратам, меѓу улиците означувачи на меѓународната солидарност се нашло името на Женевска во чест на градот, седиште на меѓународната лига на Црвениот крст. Потоа меѓу улиците посветени на земјотресот, една е посветена и на држава, значи другиве се на градовите, улицата Финска,
А улицата Нов живот, како што се вели во објаснувањето на тогашната комисија за именување, го символизира новиот живот на многу семејства што добија убави нови станови по земјотесот во населбата Шутор, Оризари. Исто така именување и мостове комбинации во знак на признание на оваа организација која се заложи во 1963 година, сите членки на Обединетите нации да дадат помош за обнова и изградба на Скопје. Во 2012 година еден дел од овие улици биле променети, а во периодот од 18 до 21 година собранието на град Скопје повторно вратил дел од имињата поврзани со земјотесната обнова на градот. Во овој контекст улица во Скопје го добила името Столтенбергова по норвешкиот дипломат и висок функционер на Обединетите нации Торвалд Столтенберг. А во урбаната улична иконографија своје место нашол и јапонскиот архитект Танге Кензо, по чиј план е изградено поземјотесно Скопје. Само да напоменам дека треба да се има предвид дека општествените околности во кои едно сеќавање се обликува, но и моменталните меѓународни констелации влијаат на начинот на кој колективната меморија, поврзана со 26 јули 1963 година, се и ќе се интерпретира во иднина. Ви благодарам.